Јас сум родител на трагично у изјавите починатите, а според нас родителите убиените деца. Мојот син се викаше Андреј Стојанов, работеше како програмер во Асеко, сегашно АСИ во Скопје, и доваѓаме сега од Кочани како оштетени, и јас и сите родители на децата кои настрагаа во катастрофата во Кочани на судско орочиште кое започнува денеска, и на самиот старт на судското орочиште наидуваме на еден голем скептицизам и разработена игра, шема на представници на адвокати и на обвинити кои манипулират на разни можни начини нашата болка уште да ја продлабочат. Ние сме направени како фигури и да, пошто нашите деца ги нема, и нас да не однема на еден начин, така кажано, за да нема никој да иде на нивните гробови. Ме чуде со која свест и кое лице адвокатите на обвинитите ќе се ситат и ќе зимат крвави пари, и со која гордост ги дават изјавите дека ова судско, како да речем, рочиште ќе трае 15-20 години. За нас 15 дена или 15 месеци се многу, више 8 месеци поминаа, а они од која основа и од која појдовна точка нивна со разработени нивни математики, калкулации, сега ние родителите се осеќаме изманипулирани на еден начин и страхуваме дека нашата ситуација ќе испадне како ласкарци, ќе испадне како автобусот во Бугарија, како модуларна болница. А кога имавме средби со премиеро 2 и со министерот за внатрешни работи исто така 2, ни беше кажано дека случајот во Кочани е крајно што може да биде и е врх на сите криминали и лоши настани што се дешават во нашата ситуација, и мора да се направи еден рез. Пошто ако не се направи тај рез, не треба да не има нас како држава. Сега ова е еден, според нас родителите, од најважните испити за државата, пошто гледаме како мине времето, некако нас не стават у страна на забораво, они си имат место кај да одат да си плачат, нека си ги гледат гробишта, нека си одат таму, јавноста да не ја замарат, не са више интересни, и толку се осеќаме исцрпени и омаловажени. А сега у старту, уште во првиот ден, првите часови на судското рочиште, гледаме како до вчера, да кажем, што сам имал случаеви да ги гледам познати адвокати у македонската јавност, сега бранители на обвинитите, со кои разработени шеми и математики действуваат и на кој начин сакат нас оштетените начисто да не уништат, нека им служи на чест.